Почитувани полициски аташеа, представници на странските држави во земјава, почитувани гости, представници на владава, представници на органите на државната управа, почитувани колеги, почитувани припадници на екипажот и целиот оддел за воздухопловни единици. Далечната 69-та година во составот на тогашната милиција е формирана хеликоптерскава единица. 55 години историја. Историја која што во себе обединува неколку незаобиколиви сегменти кои што мораме да ги споменеме овде и кон кои сите ние сме должни да одадеме почит. Прво, тука е фактот дека хеликоптерскава единица е интегриран сегмент на самата полиција, односно на самото полициско работење. Таа е стожерот на секојдневното полициско работење. Вие сте јастребот на нашето небо. Како второ, сите вие располагате, и ние како Министерство за внатрешни работи, располагаме со богато и наталожено искуство низ генерациите кои што поминале овде, кои што служеле и кои што работеле за оваа наша служба, односно за оваа наша држава. Позади вас стојат многу резултати. Како што ги напомена и Гоце, ќе напоменам и јас овде неколку. Тоа е несебичното работење во делот на превенција, односно и на гасење од пожари или намалување на елементарните непогоди. Потрага и спасување и учество на спасувачки мисии, антитерористички операции, обезбедување на државната граница од воздух, исто така и обезбедување на конвои и VIP личности од воздух. Исто така новина пред неколку години е воведена и медикоптерот, односно познатата хеликоптерска мисија во делот кој што ја работиме заедно со Министерството за здравство, каде што даваме и услуги од страна за медицински цели. Трето, и не помалку важно, е овде што единицава, следејќи ги целиот тој историски развој, вие се прилагодувате на сите трансформации кои што следеле од периодот на тогашната Социјалистичка република Македонија па до сега, до денешницава во која што живееме. Несомнено, сите вие покажавте капацитет, покажавте доблест да бидете онамо кај што треба денес да бидеме. Се адаптиравте на сите предизвици низ времето кое што ги носело со себе. Сте поминале разни структурни организацијски промени, сте поминале трансформации на држави, сте поминале и независноста и обележувањето на нашава држава. Овде сте сите вие исправени и горди, како и јас можам слободно да кажам, да бидеме горди пред сите граѓани на оваа наша земја, дека несомнено сте служба која што врши покрај полициски задачи, туку врши и хуманитарни мисии. Многу е важно од вашиот потенцијал со кој што располагате, како понатаму планираме да ја гледаме оваа служба, како понатаму планираме да го видиме хеликоптерскиот развој на одделот за воздухопловни единици. Несебично соработувате со Министерството за одбрана. Си помагате едни со други, си давате поддршка, а нашата мисија како раководство е овде да ве поддржиме во сите ваши заеднички идеи и идни мисии кои ги планирате. Овде морам да ги спомнам и поддршката која што ги имаме од страна на нашите меѓународни партнери преку одредени нивни заложби и донации кои што ги дават на нашава единица, на хеликоптерскава единица, а преку тоа и генерално на целото Министерство за внатрешни работи. Гледам неколку познати ликови, представници на меѓународни институции, односно на други држави, кои што преку донации на знаење, преку донации на опрема, обезбедуваат нашава хеликоптерска единица да биде овде каде што е денес. Несомнено дека сте поминале низ многу периоди, повторно ќе кажам, на транзиција и трансформација. Несомнено дека многу луѓе што поминале овде го вложиле своето знаење, својот живот, својот капацитет во работењето. Некои од нив се пензионирани, меѓутоа некои од нив за жал повеќе не се меѓу нас. Со должна почит кон сите, морам да кажам дека историјата не обврзува. Сегашноста ја живееме, а еднината мора да ја градиме сите заедно.
иднината и развојот на вашава хеликоптерска единица зависи од сите вас како чинители, поединци, кои што сте дел од мозаикот наречено Оддел за воздухопловни единици. Овде, исто така, морам да ја истакнам поддршката и на самата влада, која што ја добиваме преку Службата за општи и заеднички работи, во делот на тоа што го планираме во иднина, да оди дали како дел на набавки, дали како дел на модернизација на вашава хеликоптерска единица. Овде можам да се заблагодарам и на поддршката што ни ја дава Агенција за цивилно воздушна пловидба и представниците на здравство, односно ќе ги спомнам директорот на болницава 8 септември и генерално клиничкиот центар, бидејќи исто така во нашите мисии сме заедно и заедно работиме. Развојот на хеликоптерска единица во иднина го гледаме малце поднапред од тоа каде што сме денес. Напредокот на технологијата, напредокот на новото време не обврзува да внесеме иновативност во нашето секојдневно работење. Преку искуствата на сите други служби од регионов и од Европа, па дури и на поглобално ниво, мора да ги применувате внатре и мораме да ги имплементираме, бидејќи, пак ќе кажам, заштитата на граѓаните е одговорност на сите нас. Сите ние сме чинители да го гарантираме мирот и безбедноста, да ја гарантираме јавната безбедност. Вие, како што кажав и на почетокот, сте јастребот на нашето небо, вие сте тие кои што ја гарантирате безбедноста, мирот и спокојот на нашите граѓани од небо. Да не должам многу, можам уште многу да зборам, меѓутоа сакам да кажам дека вршите една клучна работа. Една од нашите гордост сте вие, заедно со сите служби генерално во Министерството, но со акцент на службите кои вршат специјални, кои што се наменети за специјални операции, меѓу кои што сте и вие. Вие сте ми, со право може да кажам, како дел од една специјализирана служба, која што има специфична мисија и која што работи неуморно на терен. Заедно со останатите институции, летово вложивте многу. Знаеме низ кои предизвици бевме предточени. Заедно со Центарот за управување со кризи, со директорот овде, вложивме многу. На секојдневна основа, преку непосредни комуникации и контакти, успеавме да превенираме тоа што може да се превенира и да го заштитиме јавното добро, кое што со години го имаме во нашава земја. Ве повикувам на длабока соработка внатре, пред се, во рамки на самата наша институција, на Министерството за внатрешни работи. Немој да бидете затворени, бидете отворени. Ве повикувам на соработка на национално ниво со сите чинители кои што може да помогнат во развојот и модернизација на нашава хеликоптерска единица и ве повикувам на меѓународна соработка со сите релевантни партнери кои што може да ни помогнат во нашето идно функционално работење со цел нашава хеликоптерска единица да биде онамо каде што е местото, рамо до рамо со службите од регионот и од Европа. Ви благодарам уште еднаш, нека ви е честит 55 години од денот на формирањето на хеликоптерска единица. Бидете горди на тоа што го имате направено, за да може и генерациите пред вас да се гордеат со вас, а тие што доаѓаат после нас исто така да сакаат да бидат дел од вашава служба. И сосема на крај ќе кажам уште нешто. Далечната 93-та исто така бев овде кадет во Средно полициско училиште, во оваа база. Има и многу други колеги кои што биле дел од Средното полициско училиште. Стварно бевте еден од посакуваното нешто кое ќе почневте да работите или кои ќе примбревавте хеликоптериве да работат. Ние, иако се тресеа сите прозори, сакавме да избегаме од час и да дојдеме да видиме што значи хеликоптер за сите нас и како тој се вивнува во небо и како се спушта надоле. Бидете репер, бидете мотив за сите генерации кои што се позади нас. Мораме сите заедно да допринесеме да бидете посекувана елитна единица за сите луѓе и да бидеме рамо до рамо, бидејќи сме земја членка на НАТО, рамо до рамо со нашите колеги од армијата, да можеме напред да бидеме гарантот на мирот и спокојот на нашите граѓани. Ви благодарам.